Општина Кочани го објави првиот оглас во тековната година за отуѓување градежно земјиште во државна сопственост, со кој преку јавно наддавање на продажба нуди 15 парцели. Поради зголемениот интерес за изградба на приватни објекти за домување, 14 парцели се со намена за индивидуално домување, а само една за објект за лесна индустрија. Парцелите за индивидуално домување се наоѓаат во населбата Драчевик на западната страна од градот и се со површина од 177 до 470 квадратни метри. Градежната парцела за стопанска намена пак е на улицата Украинска во зоната лесна индустрија и има површина од околу 1500 квадратни метри. Почетната цена за сите парцели е 61 денар за квадратен метар, а минималниот праг за наддавањето е 10 денари. Со продажба на парцелите се очекува во општинскиот буџет да се остварат приходи од над 1 милион денари, со што ќе се обезбедат дополнителни средства за реализација на годишната програма за уредување на градежното земјиште. Рокот за пријавување на заинтересираните купувачи за градежните парцели за индивидуално домување е до 24 април, а за парцелата за стопанска дејност до 8 мај. Последната понуда на државно неизградено земјиште во Кочани беше успешно реализирана во средината на минатата година, кога беа продадени 4 парцели за индивидуално домување, при што беше остварен нето приход од 1,5 милион денари. Учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов ги комплетираа проектите во рамки на Еразмус Плюс програмата, што се реализираа во изминатиот период, а во кои тие имаа соработка со партнерски училишта од неколку европски држави. Преку практична презентација, учесниците во проектите ги искажаа своите впечатоци и придобивките од реализацијата на проектните активности, што беше можност и нивните соученици да се запознаат со значењето што ја има Еразмус Плюс програмата. Денес имавме презентација, односно дисеминација на проектни активности кои што се реализираа во рамки на Еразмус Плюс проектот, односно посетување на практична настава во Република Бугарија, Република Турција и две групи во Република Хрватска, со тоа што учениците од економско, правна и трговска струка имаа можност да посетуваат пракса во институции, организации и фирми во тие држави, каде што имаат можност да дознаат за самите култури, за самиот начин на функционирање во бизнисот, самиот начин на функционирање на државите и слично. Во тек е нов конкурс за објава на проекти, чекаме резултати за објава на тековни кои што имаме аплицирано, постојано сме во тек и така да мислам едно е нашето училиште, едно од водичките училишта во Источна Македонија кој што е проактивно со Еразмус Плюс проекти. Во рамки на завршната презентација од комплетирањето на Еразмус Плюс проектите беше упатен апел до учениците да ги следат актуелните известувања од средното училиште и навреме да се пријават за да се вклучат во новите проекти за кои веќе се поднесуваат апликации. На тој начин ќе имаат можности да посетуваат други држави, да се запознаваат со тамошната култура, а преку практична обука да стекнуваат знаења за бизнис климата во другите средини. Основното музичко училиште Ристо Јуруков беше носител и организатор на неколку активности, обединети под називот Музички караван, што се реализира со стручни соработници и партнерски училишта од други градови во државата. Во рамки на настанот се одржа и работилница со наставниот кадар, а чија тема беа основните и почетни поставки за учениците кои го изучуваат пијаното како музички инструмент. Предавач на работилницата беше професорката Милица Шкарик од Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Тоа што ќе го представам како тема, пред се ќе биде како да се постави раката кај децата почетници по пијано од предучилишна возраст и тие кои што се од училишна возраст. Ќе покажам снимки кои што ги направивме неодамна пред неколку дена во Скопје на Пијано Деј, каде што со 5-годишната Неда покажавме вежби преку кои што таа рака кој што треба да свири на пијано може да се постави. И тоа може да се постави надвор од пијаното, на пијаното и така натаму. Значи различни вежби кои што се едноставни за децата и кои што се атрактивни за да тие може да ги вежбаат и дома, меѓутоа и додека се во други средини. Во рамки на музичкиот караван што го организираше основното музичко училиште Ристо Јуруков, се одржа и заеднички концерт со учениците од училиштата Васил Карајанов од Гевгелија и Методи Патче од Охрид. Кочани е дел од мрежата на 16 општини во државата што се вклучени во проектот за превентивна здравствена заштита од ракот на дојката кај жените,
а што го реализира Сдруженијето Езра од Скопје. Во рамки на проектот, во Кочани се одржа работилница на која се разговараше за начинот на превентивно дејствување, како и за постоперативните активности на лицата кои се соочиле со заболувањето. Предавач на работилницата беше лекар-специјалист од Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија од Скопје. Морам да го похвалам Сдруженијето Езра, пошто се организираат вакви трибини, предавања, каде што жените ги кажуваат своите проблеми и несакани ефекти, а ние одговараме на нивните прашања и проблеми. Свеста на жените расте. Малку имаше едно затајување во времето на ковидот, кога пациентките не се јавуваа на контроли, на лекар, и додека и да напипаа некоја промена на дојката не одеа ради ковидот, што беа спречени. Меѓутоа, пост-ковид веќе жените си одат на редовни прегледи, дури прават и скрининг и редовни ехотомографија, мамографија, и така се откриваат карциномите во рана фаза, а рано откриен карцином значи практично излекување. Од Сдруженијето Езра истакнаа дека ги продолжуваат активностите што претходно ги спроведуваше Сдруженијето Борка во рамки на превенцијата и подигањето на јавната свест за рак од дојката. Нашето здружение е релативно ново, постои веќе една година, меѓутоа ние продолжуваме дејноста на Сдруженијето Борка и ја проширивме целата дејност, ги преземавме активностите. Моментално идеме во 16 општини со доктори за да спремаме консултации, ги организираме настаните познатата прошетка Напред Розово, што претходната година направивме во декември, затоа што мислам да го потсетиме народот дека не е само октомври розов месец, месец на ракот на дојка, него едноставно 365 дена во годината се месец на ракот на дојка и дека секоја жена треба да се грижи за своето здравје. СОС телефонската линија постои, телефонскиот број е 072-225-122. Сите пациентки, не само пациентките, него и давателите на нега, фамилијата, блиските членови, може да се јават, организираме бесплатна психолошка поддршка. Во рамки на работилницата во Кочани присутните имаа можност преку диалог и конкретни прашања во врска со ракот на дојката и постоперативните трауми да добијат одговори како да постапуваат и какви натамошни мерки да преземаат за да го одржуваат сопственото здравје. Слични предавања од Сдруженијето Езра најавија и за наредниот период, при што во план е да се обработуваат и одделни теми околу превентивата и подигањето на свеста за едно од најчестите канцерогени заболувања кај женската популација. Нови успеси и постигнувања остварија виничките кикбоксери на меѓународен надпревар. Членовите на кикбокс клубот Лидер настапија со 5 надпреварувачи во составот на македонската репрезентација на Европскиот кикбокс Вако Куп, што се одржа во Белград, Република Србија. Тие се вратија со 4 медали, од кои Јана Митева со златен, Лука Змејковски со сребрен, а Ангелина Стојковска и Нина Колева со бронзени медали. На Европскиот кикбокс Вако Куп во Белград имало силна конкуренција, при што учествувале надпреварувачи од вкупно 17 земји, од кои и дел од најелитните во овој спорт.